ние остануваме на тема Македонија, за да ви пренесеме и потсетиме неколку историски датуми од минатото кои се случиле помеѓу денешниот датум 19 декември па се до 25 декември. На 19 декември во 1942 година во манастирот Свети Никола во село Прилепско во борба против бугарската окупаторска војска и полиција, откако беа предадени, загинаа 9 борци на партизанскиот одред Ѓорче Петров. Борбата на Прилепец представува легенда за херојството на македонските партизани во борбата за слобода. На 19 декември 1920 година роден е Лазар Мојсов, македонски политичар и дипломат. На 19 декември 1921 година роден е Блаже Коневски, истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик и научник, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Блаже Коневски беше еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевна, како и прв председател на МАНУ. На 19 декември во 1991 година на патот Скопје-Београд загина Јордан Мијалков, првиот министер за внатрешни работи во независна Македонија. На 19 декември во 2002 година почина Александар Сариевски, македонски пејач и композитор на народна музика. На истиот датум во 2006 година почина и Гоце Николовски, македонски пејач на народна музика. И да не заборавиме, денес 19 декември е и православниот празник Свети Никола. На 20 декември во 1902 година роден е македонскиот писател Васил Илјовски. На 20 декември во 1909 година роден е Антон Дуков, македонски партизан во НОБ. На истиот датум, 20 декември во 1923 година роден е македонскиот писател и академик Ацо Шопов. На 21 декември во 1880 година родена е македонската револуционерка Донка Ушлинова, наречена Донка Комитката. На 21 декември во 1914 година почина македонскиот глумец Васил Шишков, син на глумецот Ристо Шишков. На 22 декември во 1940 година се одржа прв конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. Одлуките на овој конгрес имаа за цел да засилат борбата против окупаторот, да се ангажира младината во создавањето на народната власт, да работи на културното, просветно поле и друго. На 22 декември во 2008 година Љубомир Фрчковски е осуден за клевета, навреда и омаловажување на Груевски. На 22 декември во 1908 година роден е Кочо Рацин, македонски поет и револуционер. На 23 декември во 910 година почина македонскиот просветител и свештеник Свети Наум Охридски. На 23 декември во 1906 година почина Даме Груев, македонскиот национален деец и еден од основачите на ВМРО. На 24 декември во 1861 година роден е Иван Хаджи Николов, македонски општественик и револуционер. На 25 декември во 1903 година во Софија излезе од печат книгата за македонските работи од македонскиот револуционер, публицист и јазичар Крсте Петков Мисирков. Во неа Мисирков ја истакнува и ја заштитува националната индивидуалност на македонскиот народ и неговото право за самостоен културен и национален развој. На едно место во книгата пишува: македонците, како посебен словенски народ, што низ вековите ја делел судбината заедно со соседните словенски и несловенски народи, си имаат сопствена национална историја и култура. На 25 декември во 1952 година роден е Павле Трајанов, македонски политичар. Со тоа се потсетивме на дел од историските факти и поважни датуми за оваа недела, почитувани. Веќе рековме дека на денешен ден пред 99 години се родил Блаже Коневски, но сепак во наредиве неколку минути сакам повторно да се навратиме се со цел да се потсетиме на него и на некои од неговите дела. Да повториме, Блаже Коневски е роден на 19 декември во 1921 година во село Небрегово, Прилепско.
Тој потекнува од познатиот прилепски сој, ламевски, а гранката Коневски ја влечи по главарот Коне, неговиот дедо. Блаже Коневски основното образование го започнал во неговото родно село Небрегово, Прилепско. По навршувањето на 8 години, Блаже Коневски заедно со семејството се преселува во Прилеп и таму го завршува основното образование и нижа гимназија. Виши класови гимназија завршил во Крагуевец, а студиите по славистика ги започнал во Белград, а ги завршил во Софија во 1944 година. По ослободувањето дошол во Скопје и развил богата културна и научна дејност. Како научник, славист, кој ги направил најголемите чекори за македонскиот литературен јазик. Учествувал во Комисијата за азбука, учествувал во составувањето на првиот македонски правопис, ја напишал граматиката на македонскиот јазик, историјата на македонскиот јазик. Коневски е еден од составувачите и главен редактор на речникот на македонски јазик. Освен со научна, Коневски се занимава со творечка, препејувачка, есеистичка и критичка дејност. Во 1945 година се појавува неговото прво поетско дело Мостот со мотив од изградбата на земјата. Во 1948 година излегува од печат неговата збирка Земјата и љубовта, песни со патриотски и борбени чувства, карактеристични за првата фаза на повоената македонска поезија. Во 1953 година ја издава збирката Песни, каде се свртува кон себе, кон својата интима. Потоа следуваат збирките Везилка, циклусот Стерна, збирката Раскази Лозје, ги напишал и збирките Песни Записи, Стари и нови песни, Чешмите, Послание, Цркви, Златоврв, Сеизмограф, Небесна река и Црн овен. Коневски беше почесен директор на неколку универзитети, а во негова чест денес Филолошкиот факултет го носи неговото име Блаже Коневски. Во првите песни на Блаже Коневски среќаваме родолюбиви мотиви како реакција на штотуку завршената револуција. Тие песни се блиски до народот, татковината е реален поим, татковината живее во него и во секој наш човек. Тој ја гледа, ја разбира и ја прифаќа. Ја оживува нејзината историја, традиција, бит и ги поттикнува родолюбивите чувства. Типична во оваа смисла е антологиската песна Тешкото. Во поемата, составена од 10 строфи од по 8 стиха, поетот преку традиционалното оро Тешкото ја искажал својата љубов кон татковината. Песната започнува со растреперената душевна состојба на лирскиот субјект, кога ќе ги слушне првите звуци на орото. Му навираат солзи, му иде да плаче ко дете, зашто тие звуци го потсетуваат на татковината и на нејзиното минато. Во продолжение на поемата, со мирен, спокоен тон, како што започнува орото, поетот ја ткае својата песна. Старците први се фаќаат и го започнуваат орото со мирен и бавен чекор, но разнувањето на тапанот го забрзува ритмот во кој се приклучуваат и младите кои го лулаат орото и ја завратуваат земјата. Орото и неговиот народ се едно исто. Во орото е вткаена исконската сила на нашата земја, во него шумат реките, рика дивиот ветер, шептат узреаните жита, во него е вткаена душата на народот. Минатото, лирскиот субјект го споредува со синџирот на робија. Долговековното робство е мрачно, ужасно и крваво, но народот поведува бујно, бунтовничко оро, што ќе доведе до посакуваната слобода. Песната завршува оптимистички. Иднината е во посветли бои на 3 пати подобрата од минатото
Ете така ја сакал Македонија академикот, поетот, прозаист, есеист, литературен историчар, филолог, јазичар, преведувач и професор Блаже Коневски, еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност. Слава му, да живеат неговите дела и белези на македонштината, почитувани. Во продолжение, во чест на Блаже Коневски и одбележувањето на денот на неговото раѓање, да се потсетиме на стиховите од песната Тешкото, испреплетена со звуците на тапанот и зурлата. Уживајте. О, тешкото! Зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземен екот, во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто навирува река, и зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето, да не пушти вик. О, тешкото! Старци излегуваат еве, на чело им мисла, во очи им влага, и првиот чекор по меката трева е мирен и бавен со задржана тага. Но рзнува тапан и писок се крева, и молња светнува во секој глед, и напред се пушта, се стрелка, се слева, стегнатиот ред. До старците момци се фаќаат скокум. Не издржа срце сив сокол во клетка, не издржа пламен жив потулен во око, не издржа младост што сака да летне. Се залула оро, се заврте земја и чиниш се корне стресени од век, и околу трпнат редиштата темни и враќаа тек. И Божем се врасло кипнато во оро, со исконска сила за земјава наша, и во него шуми на реките зборот, и во него рика див ветер и страшен, и во него шепнат узреани житја, и вечерен мирис се разлева тих, и земјата дише во пролетна ситост, со запален здив. И душата чиниш народот мој мачен, во тешко воро се уткала сета, век по век што трупал се попусти мрачен, од крвава болка, од робија клета, век по век што нижал од корава мисла за радост на челот, за слободен свет, од песна за љубов што гине со пискот ко жера во лет. О, тешкото! Кога во молк да те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура. И одеднаш, в бескрај се растега редот, и ридја се губат в пустелија штура. И еве кај иде од маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг, во бескрајно оро син оди по татка, по деда си внук. Времињата мрачни се нивното поле, и нивната свирка на прангите звекот, а главите им се наведени доле, и покрот се врват се чекор по чекор. О, времиња, што ве в мрак родот мој минал, кој збор ке ми најде за вашата стрв? Кој збор ке ми најде за ужасот зинат над пустош и крв? Кој број ке ми каже на лутите рани, на пламнати ноки, на пеплишта пусти? Кој на срце болки ке изради збрани и на очи солзи и клетви на усти? О, тешкото! Синџир ти беше на робја, од калеши моми и невести ред, со врзани раце во плен што ги погнал насилникот клет. О, тешкото! Синџир ти беше на робја, дурнеста на народ во листена гора, се дури со јадот од векови собран, не поведе бујно бунтовничко оро. Се залула танец низ крвје и огон, и повик се зачу и грмеж во чат, те разнесе сегде бунтовничка нога по родниот кат. О, тешкото! Сега по нашите села, во слобода првпат што моро ке сретнам, зар чудно е солза да потече врела, зар чудно е жалба јас в срце да сетам. Од вековно робство, мој народе, идеш, но носиш ти в срце дар златен и пој. Пченицата твоја триш плодна ке биде и животот твој.
Навистина Нема што да кажам. трогателно е Да. да се слушаат зборови од овие неколку стихови од оваа песна, особено вака кога се обвиткани со звукот на тапанот и писокот на зурлата, преку кои се раскажани страдањата и голготата на нашиот македонски народ. Господ од власта, ова ли е она што ви го боде очите на вас неколкумина, но и на соседите со кои потпишавте срамни, понижувачки и погубни договори на штета на Македонија и македонскиот народ? Многу е жално, мачно и славно што се откажавте и се уште продолжувате да се откажувате од македонската историја, која е испишана со крвави букви. Секој збор од македонската историја, секој настан од минатото е прекриен со ред коски, ред солзи, ред тага, ред непроболив вистина. Колку ли човек треба да биде нечовек, за да го збрише минатото и да не остави траги од кои ќе се потсеќаат идните генерации за страдањата, но пред се за постојањето на Македонија и македонскиот народ. Вреди ли цената која што сте ја добиле за да уништите Македонија, да уништите народ, цел народ? Свесни ли сте што правите? Најверојатно не, бидејќи ако и малку имате нешто во вашите глави, немаше ни да помислите, а не да го спроведувате уништувањето на Македонија и македонскиот народ. Намерата ви е очигледна. Сакате да создадете хибриди, да ги одродите децата и да си ги измиете срамот и гревот. Намерата ви е новите генерации сосема да го изгубат македонскиот идентитет, кој е ставен на распродажба. И тоа со добрососедскиот договор, те со Преспанскиот договор, но и со Тиранската платформа, а сето тоа поддржано од бирократите на Брисел. Бидете сигурни во едно нешто, а тоа е следново. Било што и да правите, не само ова што го најавувате за укинување на историјата и географијата од образовниот систем, па дури и да го укинете македонскиот мајчин јазик од образовниот процес и наместо него да воведете јазик на вашата нова творевина спрема Уставот. Вашите злодела и велепредавства на Македонија и македонскиот народ ќе се пренесуваат од генерации на генерации и за секогаш ќе бидете на црната страна на историјата, но не само вие, туку и сите ваши идни поколенија. Министер Кецаровска, историјата е нашиот корен, нашето колективно паметење. Историјата е непресушен поток од кој сме учеле ние, но и нашите предци. Историјата е извор од кој учиме и кој сме што сме. Да немаш историја, значи дека немаш ни територија, дека немаш предци кои живееле на таа територија, кои создавале, граделе и се бореле. Министер Кецаровска, ако и барем малку останало нешто во вашата глава, искористете го тоа и повлечете ја одлуката за исфрлање на историјата и географијата од образовната програма како засебни предмети.